Илјадници луѓе и денеска продолжуваат со антивладините протести во главниот град на Молдавија Кишињев, откако десетици демонстранти синоќа упаднаа во влезот на парламентот по изгласувањето на новата влада на чело со Павел Филип, кој е подпредседател на владеачката партија. Демонстрантите беа спречени од полицијата во влезот на објектот. Тие бараат предвремени избори. 7 полицајци и 3 демонстранти беа повредени во судирите. Демонстрантите, меѓу кои и подржувачи на проруската опозиција, скандираа откажете го гласањето и кратци. Протестите продолжија цела ноќ. Молдавија е во политичка криза од октомври минатата година, кога владата на Валерију Стрелет беше соборена поради обвиненија за корупција. Стотици пакистански студенти маршираа низ улиците на градот Бану за да го осудат вчерашниот смртоносен напад на универзитетот во градот Чарсада, кој се наоѓа северозападно од Пешавар. Вчера милитанти го нападнаа универзитетот Бачакан, при што загинаа 21 луѓе, а многумина беа повредени. Студентите кои протестираа носеа знамења на двете националистички партии и повикаа одговорните за нападот да се изведат пред лицето на правдата. Отцепена фракција на пакистанските талибанци ја презеде одговорноста за нападот. Властите за денеска прогласија ден на жалост. Околу 200 киргистански војници одржаа антитерористички и вежби за спречување на шверц на дрога во близина на границата со Таџикистан во регионот Баткен на југот на земјата. Границата меѓу Киргистан и Таџикистан, долга околу 600 километри, е многу порозна и ја користат шверцерите на дрога и оружје. Двете земји имаа серија гранични спорови откако станаа независни по распадот на Советскиот сојуз во 1991 година.